Почитувани и добре дојдовте во уште едно интервју на Охрид Нјуз. Овој пат во нашето студио гостинка е директорката на Националната установа Фестивал Охридско лето, Наташа Поповиќ. Добре дојдовте. Добре најдов, добар ден. Поводот е се разбира 61-то издание на Фестивалот Охридско лето, кој полека изминува, остануваат уште само неколку дена. Веројатно ги сублимирате импресиите, па каков печаток ви остави Охридско лето оваа година? Така, уште неколку денови останати до затварањето на фестивалската приказна Охридско лето, која на 20 август, како и секоја година, ќе се затвори фестивалот. Многу возбуда, многу добри концерти, а тоа го потврди и многу бројната публика секоја вечер која што беше присутна на концертите и на театарските представи. Навистина оваа година и покрај ковид пандемијата успеавме да реализираме врвна програма со врвни уметници пред се од нашата земја, а и од надвор. Вас, кој ви остави најголем впечаток, вака субјективно, ако може да ни откриете? Тоа е прашање кое што на вистина ми е многу тешко да го одговорам, бидејќи станува збор за врвни уметници, али еве би го издвоила Александар Штаркман од Русија, пијанистот кој што имаше на вистина незаборавен рецитал на 4 бисови вратен, врвна програма одбрана која што ја одсвира. Стварно беше едно маестрално уживање со Александар Штаркман, пијанистот. Сцените во Охрид се уникатни, фестивалските сцени воедно, Света Софија е нешто вонвременски, една нова димензија која им дава на сите кои настапуваат тука, а се тоа врвни музички имиња или имиња кои доаѓаат, да не зборувам за античкиот театар, Долни Сарај, кој е едно место кое така им лежи на срце на љубителите на уметноста. Задоволни ли сте од тој аспект од фестивалот, од како изгледаат сцените и што се Охрид им нуди на уметниците, и секогаш се отвора кога зборуваме за ова прашање потребата со години која се наметнува од изградба на една универзална концертна, како и да наречеме, сала која ќе биде и на Охридско лето и на сите други манифестации. Се зборува ли за таа идеја воопшто? Точно така, секако дека се зборува, но морам да кажам дека сцените се главниот елемент во фестивалот, каде што се одржуваат настаните. Секако црквата Света Софија е некоја акустика вонвременска, како што и самите кажувате. Ние 90% од концертите ги имаме внатре во црквата, нормално со почитување на сите протоколи што ни се препишани од Комисијата за заразни болести. Античкиот театар, како што сами знаеме, секогаш е спектакуларното отварање таму, потоа имавме уште роденденскиот концерт. Долни Сарај е сцена која што припаѓа на фестивалот Охридско лето, нормално со локација на самото езеро, која што дава дополнително уште една магија на изведувачите кои настапуваат на Долни Сарај. Да, тоа прашање е секогаш поставено дека во Охрид треба уште една концертна сала, но пак повторувам, Охридско лето фестивалот најмногу се заснова во црквата Света Софија и во предворието на самата црква. На уметниците што им лежи најмногу, што најмногу се одушевени, сите амбиенти се посебни на свој начин. Пред се воодушевени од самиот град Охрид. Морам да кажам дека немаат зборови кога си одат од самиот град, од стариот град, но секако највеќе се и сакаат да настапат внатре во црквата Света Софија заради самата акустика. Ова е 61 издание на Охридско лето, второ во ваков амбиент, во ковид амбиент. Веројатно тоа ви предизвикува многу проблеми во поглед на организацијата, бидејќи насила се протоколи кои се менуваат. Колку беше лесно или тешко да се организира поминато годишното прво искуство, и ова Охридско лето минува со ковид протоколи кои за жал се неопходни, а ќе ги има и нови токму сега после 16. Да. Не би рекла проблеми, не би рекла исто така дека е тешко, мислам дека нема професија и работа што е лесна, но доколку се сака, се може да се сработи.
Им благодарам многу на тимот на Охридско лето кои што се спремни веќе цела година и во ковид услови успеваме сите да реализираме навистина врвна програма. Точно така, различно е работењето од аспект на PCR тестови на уметниците кои што треба да дојдат па да се вратат во своите матични земји, но тоа веќе ни стана рутина и некако се навикнавме уште од минатата година и не дававме голем акцент дали е тешко или лесно, дека е ново живење, нов начин на живот и се течеше во најдобар ред. И сме спремни за следната година, доколку има уште некој, не знам како да го наречам, нов бран или нешто слично, секако дека мора да ги почитуваме правилата и прописите што ни се пропишани од Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, но и стои фактот дека имаме среќа на некој начин што имаме опција и да ги реализираме концертите на отворените сцени. Актуелниот момент е дека се пропишани нови протоколи кои ќе важат после 16 август. Дали на било каков начин тоа го допира фестивалот Охридско лето, дали се ќе заврши онока како што е предвидено со оглед на непознатото или се уште недефинираното толкување забрана за секаков вид на настани. Што тоа значи, предпоставувам дека сте во комуникација со надлежните институции и дали Охридско лето ќе заврши, ќе финишира онока како што е предвидено. Па Охридско лето ќе заврши како што е предвидено, бидејќи ќе останат, ако од 16 стапува на сила законот за да нема настани и мислам дека не е да нема настани, него на каков начин. Нас ќе ни останат уште 4 дена со тој закон додека се имплементира. Ние сме и така на отворено тие последни 4 денови во предворието на Света Софија, на Античкиот театар, и мислам дека нема да имаме воопшто никаков проблем да го завршиме фестивалот како што и ни беше предвиден. Ние сме спремни за секоја промена. Охридско лето со години наназад е препознатливо по интернационалните вечери, по големото присуство на дипломатскиот кор. Европската унија веќе 15 години има свој настан, има ЕУ вечер на фестивалот. Исто така, многу други дипломатски представништва учествуваат или на некаков начин се инволвирани околу фестивалот, што само зборува за тежината и за реномето кој го има Охридско лето. Од тој аспект годинава како помина фестивалот? Секако многу ни е важно и дека имаме поддршка од дипломатските представништва години уназад. Како што кажавте, секоја година ЕУ вечер годинава беше Словенија, која што заседава со Европската унија. Ја имавме Ирина Графенауер и Мате Бекавац, кои што навистина имаја прекрасен концерт и беа поддржани лично од амбасадорот Дейвид Гер на делегацијата на Европска унија во државава. Потоа имавме италијанска вечер со Алесандро Фантони, кој што е врвен тенор, оперски пејач во Миланската Скала, исто така италијанскиот амбасадор го поддржа тој настан. Чешка вечер, Вихан квартет од Чешката амбасада, поддржана од амбасадорот чешки Томан. Александар Штаркман, како што пред малку го спомнав, исто така беше поддржан од рускиот амбасадор Сергеј Безникин. И во публика и на многу други концерти беа присутни повеќе од дипломатите во нашата земја и добивме многу добри критики, да кажам, во поглед и на пандемија што успеавме да реализираме навистина еден врвен фестивал кој што е препознаен во целиот свет, не само во нашата земја, што нас вистина многу ни значат такви коментари кога ги добиваме во дирекцијата на Охридско лето. Што е со домашната поддршка од државните институции, од локалната самоуправа? Ја имате ли доволно? Секако, секоја година имаме доволно. Изразувам голема благодарност на пред се на ресорното Министерство за култура и владата на Република Северна Македонија, која што и финансиски не поддржа оваа година, председателот како генерален покровител, и се разбира секоја година локалната самоуправа, на која што навистина многу и благодарам и градоначалникот Константин Георгиевски, кој што не само логистички, него имаме поддршка по секој поглед.
Освен класичната програма, театарот и музичките настани, Охридско лето години назад е препознатливо и по добро осмислената и квалитетна програма, така беше и ова издание, но исто така и по поддршката на младите уметници. Така, секоја година Охридско лето почнува со подиум на млади. И оваа година, 2 дена пред отварањето, имавме многу наши млади таленти кои што настапија тие 2 дена на подиум на млади. Кога сме веќе кај програмата, секоја година нормално, Охридско лето мора да има неколку настани, 3 до 4 во програма. Тоа не значи дека не се дел од програмата, но е една малце подруга димензија мимо класичната музика. На роденденот на Античкиот театар настапија Синтезис, после подолг период се вратија на сцената и на вистина имаја многу добар маестрален концерт. Гостин им беше Владко Стефановски со 2 композиции кои што ги има напишано за групата Синтезис. Имавме Киров, познатиот наш балетан Игор Киров имаше исто спремено сви марш на плес, балетска представа, како да ја наречам, на Долни Сарај. Многу сум среќна што Националната установа Танец, кои што минатата година славеа јубилеј, али не беа во можност да го остварат заради протоколите наметнати од коронавирусот. Исто така имаја настап на Античкиот театар, заедно со Ладо, кои што доаѓаат од Хрватска. И среќна сум што сакам ова да го кажам, дека продажбата на билети Охридско лето ќе ги донира во Министерството за здравство, поточно во болницата во Охрид. Исто така имавме една прекрасна джест концерт во предворието на Света Софија, така што со овие неколку настани ја реализиравме и програмата, бидејќи имаме публика што навистина сака само да оди на такви настани кои што не се од карактер на класична музика, и беше се во ред. Го фативме целиот формат, овој кој е актуелен во моментов, класичниот дел, програмата, поддршката на младите, дали е тоа рецептот кој ќе остане и понатаму, бидејќи фестивалот е несомнено успешен, или се планираат некакви измени, можеби во иднина, некои новитети? Секако дека не би го менувале теркот по кој што е тргнат фестивалот Охридско лето веќе 61 година. Како народот кажува, светото станува на младите и секако дека подиумот на млади треба и ќе остане во програма. Исто така и програмата, како што ја спомнавте, значи тоа е еден начин, еден терк на кој што работи фестивалот и не би го менувале, сигурно не би го менувале, можеби би додале нешто ново, нешто поинтересно, но сега не можам да говорам за тоа, бидејќи самата ситуација, не само кај нас и во целиот свет, налага услови на кои што ние треба да се прилагодиме. Али ќе видиме, можеби ќе имаме среќа следната година, па баш некои други новитети би ги вовеле, но би го задржале постоењето и начинот на кој што работи фестивалот. Фестивалската приказна започна пред 61 година со настап на Ана Ливша Тофовиќ во Охридско лето за 61-иот роден ден. Националната установа фестивал во Охридско лето доби биста посветена на токму Ана Ливша Тофовиќ. Беше тоа еден емотивен момент, мора да се каже, и момент од исклучително значење, бидејќи се оддава начин и на фестивалот, меѓутоа и на Ана Ливша, затоа што со неја започна приказната. Така е. Минатата година, бидејќи беше јубилеј на фестивалот, ние отварањето го посветивме, и така и се викаше, постапките на Ана Ливша Тофовиќ, која што е кривецот за постоењето на фестивалот Охридско лето, и сите сме неизмерно благодарни. Оваа година на 4 август, на роденденот на фестивалот, од музејот на МНТ ни ја доделија бистата Ана Ливша Тофовиќ, кои што сметаат дека треба и припаѓа во дирекцијата на фестивалот Охридско лето. Навистина беше малце еден емотивен момент што токму ние ја добивме и посветивме и концерт за неја, и се уште
одиме и чекориме по стапките на Ана Липша Тофовиќ, веќе 61 година. Фестивалот, како што и започнавме, се ближи кон својот крај. Што е тоа што ви следи по завршување на 61-то Охридско лето? Претпоставам подготовките за 62-то почнуваат веднаш. Подготовките веќе се почнати, бидејќи се работи за програма која што трае 40 дена, нормално и преговори, договори со уметниците и од кај нас и од надвор. Охридско лето веќе ја има доставено програмата во Ресорното Министерство за култура за следната година, на која што чекаме и одобрување. Така што после затварањето може би следува еден мал одмор за сите нас и е потребен, но веднаш почнуваме со подготовки за следната година, бидејќи кога ќе се каже една година има време, не, Охридско лето нема време за да тоа све се сработи, ние мора веднаш да почнеме. Така, голем дел од уметниците имаат свој распоред година-две или нанапред. Претпоставам дека со некои од нив и веќе контактирано, бидејќи се проектираат фестивалските години не само една година нанапред, меѓутоа може би повеќе. Да. Со повеќето е контактирано нормално, веќе знаеме кои ќе бидат следната година во програма, не би сакала сега да ги откривам имињата, но секако понатака ќе ги дознаеме сите кои се, бидејќи така е начинот на работењето на фестивалот. Веќе повеќе од пола од програмата имаме и потврда од уметниците кои ќе бидат и на која дата ќе настапат следната година. Но сите сме со една желба и една мисла само да сме здрави и да биде се во ред. Да, тоа е желба на сите. Јас ви честитам на успешното издание, на успешниот 61-ви фестивал Охридско лето и ви посакувам 62-то да биде онака како што сте го замислиле, уште подобро, и ви благодарам на издвоеното време што бевте гостин во студиото на Охрид Нјуз. Ви благодарам и вас, чест ми беше што бев гостин и се надевам дека и понатака ќе имаме уште повеќе разговори во насока на фестивалот Охридско лето. Секој добро. Почитувани, тоа беше интервјуто со директорката на Националната установа Фестивал Охридско лето Наташа Поповиќ. Ви благодарам на вниманието. Пријатно.